Добро вечер со топ тема на ваша страна. Подпалувачка реторика, закани, критики. Македонија тема на американскиот State Department поради нападите кон нивниот амбасадор во земјава, кој нарачува некролози за амбасадорите. Денот кога на амбасадорите им се заканија со порака за смрт, во Анкара беше застрелян рускиот амбасадор. Може ли светот да избега од тероризам? Новаа тема во топ тема на ваша страна вечерва говорат поранешните амбасадори Горан Рафајловски и Никола Тодорчевски, нерезидентниот амбасадор Абдулкадер Мемети и безбедносниот аналитичар Зоран Доревски. Останете со нас во следниот час и 15 на минути. Уште еднаш добро вечер на моите гости кои пред малку ги најавив. Тоа се поранешните амбасадори, господинот Горан Рафајловски, кој беше амбасадор во Германија. Благодарам што дојдовте. Никола Тодорчевски, исто така дипломат, поранешен амбасадор и сега сте директор на Центарот за безбедносна соработка на Југоисточна Европа. Доскоро. Да. Господинот Абдулкадер Мемети, вие сте нерезидентен амбасадор во Оман и Саудитска Арабија, Оман, Кувајт, Бахрейн, неколку земји. Да, меѓутоа сте и директор на Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика. Не се пазам да не сгрешам нешто со дипломати, не е така едноставно, можете да ми замерите. И безбедносниот аналитичар Зоран Дуревски, поранешен началник на управата за обезбедување на ВИП личности и останатите институции дипломатско-конзуларни представништва, односно се што беше под државна заштита во Република Македонија. Да, и автор на некои повеќе трудови книги. Ви благодарам на сите што дојдовте во овој сустав, затоа што темите кои што вечерва ги обработуваме навистина се битни, сензитивни и многу значени за Македонија, меѓутоа ќе разговараме и за она што се случува во светот на полето на дипломатијата и безбедноста. Она што е најново беше соопштението, односно пресконференцијата на State Department-от, одржана синоќа, во која што беше напоменато дека во Македонија треба да престане таа подпалувачка и заканувачка реторика. И тоа беше порака дадена од портпаролот на State Department-от во денот кога се случуваа во светот работи, како што веќе кажав, атентатот на рускиот амбасадор, кога беше извршен напад во Берлин, и Македонија се најде на агендата на State Department-от заради она што се случуваше тука. Господине Абдулкадер, дали е не често Македонија се наоѓа на агендата на State Department, зборувам на пресконференции, барем ние новинарите се трудиме некогаш намерно да ја подпикнеме Македонија и случувањата тука, меѓутоа сега одговори државата директно. Што значи тоа за Македонија во дипломатски рамки или каква порака се упатува кога веќе тоа се случува? Видите, ја немав прилика интегрално да следам таа пресконференција, но согласно праксата од State Department-от, можам вака сликовите да опишам како тоа изгледа на пресконференција. Излегува портпаролот со една голема папка за многу прашања, низ цел свет, се разбира, тоа е голема велесила. Не се таму само Македонија едно прашање, има многу други прашања кои ги третираат. И сигурно во рамки на една пресконференција имало делови кои се однесуваат и на ситуацијата во Република Македонија. Апсолутно, као секој МНР, као секој Министерство за надворешни работи, во конкретниот случај State Department-от, нивниот амбасадор тука ги застапува меѓу другото и нив, и нормално дека тие ќе кажат нешто во врска со тоа што се случува во земјата на приемот на нивниот амбасадор, но не би навлегол во коментари на пресконференција на Министерство за надворешни работи на една суверена земја, пред секој се работи за САД. Амбасадорот Тодорчевски и самите амбасадори напоменаа уште еднаш дека тие ги представуваат своите држави и политиките на своите држави. Во тој стил и одговараат и во тој стил и издаваат изјави овде во Македонија. Што за вас значи да State Department-от се позанимава со Македонија и вака одговори на реториката што овде се појави во Македонија, особено кон американскиот амбасадор, кој што не е било кој амбасадор сепак? Да, јас би рекол дека една таква сила, велика сила,
и дипломатска велесила како Соединетите Американски држави и низините представници нема да пропуштат прилика, колку да е таа беззначена, колку да е тоа Македонија не е голем фактор во светската политика, нити во безбедносната сфера, но ако имаат прилика, нема да ја пропуштат да кажат дека дипломатите, амбасадорите се неприкосновени и многу корисни инструменти во градењето на мирот и безбедноста. Тие се инструменти. И ако инструментот се нападне, тогаш е загриженоста голема. Претпоставувам дека е тој тек на размислување кај актуелниот портпарол во Стейт департментот, што се почувствувал задолжен да на најмал сигнал на недоразбирање за тоа дали треба или не треба да се почитуваат дипломатите, изреагирал така како што изреагирал. Не верувам дека е тоа посебно акцентира на Македонија заради Македонија, туку заради преседанот. Значи, неприкосновеноста на амбасадите и на дипломатскиот свет се смета за многу важен инструмент на стабилноста. И нити една земја не треба да си дозволи некој луксус голем тука да направи некаков исчекор неочекуван. Амбасадоре Рафаиловски, ќе го цитирам Груевски во прогласот што го даде пред Државната изборна комисија, велеше државата мора суверено да ги носи одлуките, некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешните работи на земјата и тоа мора да запре. Ова е само дел од она што тој го кажа, и тој побара да останат во рамките на своите мандати и овластувања како дипломати. Меѓутоа, она што претходеше беше, тој и директно ВМРО-ДПМН во едно соопштение кажа дека на состанокот со амбасадорот на Европската унија Жбогар и со Бели кажа дека не сакале да одговорат на прашања кога им поставувале амбасадорите. Значи, тие буквално во соопштението напишаа дека нема зошто да одговараат на одредени прашања на амбасадорите. Колку ова може да се каже дека е во ред или не е во ред, дали не се работи можеби за ова е намера, не можам да кажам дека е дипломатски гаф и дека туку така се случило. Видите се, ова прашање можеби подобро да го поставите директно на Груевски или на неговата администрација во Министерството за надворешни работи, бидејќи јас како професор, како поранешен дипломат, тешко можам да Добре, како поранешен дипломат, сметате ли дека вакво нешто треба да се очекува од земја која е пријател на Европската унија, се стреми кон НАТО и кон Европската унија? Видите се вака, значи Америка или Соединетите Американски држави се докажан пријател на Македонија и тука нема дилеми. Значи, од осамостојувањето на Република Македонија, една од најстабилните земји поддржувачи на независноста и на просперитетот на Македонија, тоа се Соединетите Американски држави. Без разлика кој и која политичка структура ги води, Америка, односно Соединетите Американски држави, цврсто застануваат на независноста на Република Македонија и тоа ние како општество пред се мора да го цениме, како јавност, како новинари, како интелектуалци и така натака, пред се како политичари. Во последно време политиката малце се сврти на еден поинаков колосек, дали под влијание на некои други тенденции и сили од соседни држави или од подалеку, не ми е јасно. Меѓутоа, она што како изјава доаѓа од највисокиот представник на дипломатијата, треба навистина со уважување да се тврди. Дали сега Груевски, како што вие спомнавте, некој говор кој што е на омраза или говор кој што може би да предизвика некој понатамошни нестабилности, не можам да кажам. Мене лично, како човек, ми личи повеќе на говор во очај. Да, повеќето аналитичари така го протолкува. Ја само да напоменам дека Телма бараше одговор од Министерството за надворешни работи во однос на вакви наводи и дури јас побрав интервју со министерот за надворешни работи Поповски, го чекаме одговорот. Само да кажам дека како новинари се обидуваме да најдеме до објаснување на сето ова што го кажуваат. Доревски, од безбедносен аспект, може ли да се чита меѓу редови кога некој политичар ќе даде вакво соопштение? Кога ќе каже дека не треба да се мешаат амбасадори на пријателски земји и дека треба дека не изразува
негодување затоа што тие доаѓаат и прашуваат и слично. Значи, дали се чита меѓу редови од безбедносен аспект и веќе тука се сваќа дека можеби нешто не е во ред меѓу во односите, па треба нешто да се направи? Па не, овдека не мислам дека се третира или се тангира безбедносното прашање. Ова е повеќе би рекол една нервозна изјава. Вакви изјави во дипломатските кругови толку директно и толку прецизно ретко може да се сретнат. И мислам дека и така е сватена целата оваа и изјава и констелација на состојбиве во моментот, а не би рекол никако као безбедносен проблем. Меѓутоа, по оваа изјава и соопштение се најдоа во рацете на луѓето што протестираат транспарентни кои беа директно насочени кон американскиот амбасадор. За жал, осамна на социјалните мрежи еден мозаик од некролози упатени директно на одредени амбасадори со име, презиме, година на раѓање 2016 на крај. Може ли ова да предизвика такво нешто? Како да предизвика такво нешто? Па, ова веројатно би можело да инициира некоја форма на загрозеност. Мислам дека и овие билборди се резултати или се индицирани од ваквата реторика. Но повеќе мислам дека они ќе остават негативен белег во една друга констелација. Имено безбедносните служби користат една алатка, а таа е, се вика, безбедносна загрозеност и проценка, односно безбедносна прогноза. И секоја држава за својата мисија, за својата амбасада, поготово европските држави, во подготовката на тие прогнози и проценки на загрозеност, користат токму меѓу другото и вакви индикатори. И сега постои една процедура кога се именува амбасадори во неговата подготвителна постапка, тоа е генерално сегде во Европа и мислам дека и сите наши амбасадори ја поминале таа. Они соработуваат и по одреден период поминуваат во сите министерства каде се запознаваат со конкретни области и релации меѓу двете држави. Меѓу другото и во Министерството за внатрешни работи, каде токму во иднина мислам дека секој амбасадор, не само од овие земји што се опфатени, него секој амбасадор кој ќе доаѓа во посета на Македонија, ќе биде запознаван токму со оваа ситуација, со реториката, со можни вакви состојби со кои ќе се сретне во државата, што секако е еден доста негативен белег. Амбасадорот Тодорчевски, веројатно вашето искуство сакам да го примените тука во одговорот, колку еден политичар може да си дозволи да не ја премине таа црвена линија на дипломатија? Сепак дипломатијата е средство каде што работите се решаваат на еден миролюбив пат, без говор на омраза, со пријателски пораки и сето тоа како сега да излегува од таа рамка. Било да се работи за премиер, лидер на партија или активен политичар кој директно учествува во политичкиот живот? Во принцип се смета дека политичарите се разумни луѓе, интелигентни, си ја штитат својот идентитет, својата кариера, својата позиција и од тие причини би требале да бидат упатени на повнимателни изрази на своите видување или своите чувства, своето моментално расположение, особено кога станува збор со странски према странски представници и према донашните се разбира, но и према странците. Би сакал да кажам дека најлошото што може да се случи ако некој дипломат почувствува дека средината има негативен однос кон него, генерално, а особено ако некој луѓе од власта во земјата во која што представува. Автоматски на подолг рок сите негови извештаи, сите негови проценки за состојбата во таа земја каде што тој не се чувствува доволно безбеден и добро примен, стануваат негативни. Тој не сакајќи селектира и избира работи што се негативни за земјата. Тоа е дел на неговата одбранбена тактика, односно подсвест. И во таа смисла треба да бидеме свесни дека и обична комуникација со странски човек, дипломат, подразбира тоа една воздржаност и една предпазливост на нашите граѓани, бидејќи без нив фактички не постои признавање на Македонија. Ние знаеме колку долго време поминавме во тоа
несигурност, дали сме признаени, дали не сме признаени, нашите иселеници признаени ли сме, кажете ни, што се случува? Тоа значи, ако имате дипломати тука, веќе сте признаени. Ако се дипломатите тука, вие ги загрозувате или они се чувствуваат загрозени, веќе се подјавува самата основа на вашиот легитимитет како држава аспирант за Европска унија, за НАТО, и тоа треба по секоја цена, не по секоја цена, туку многу систематично и многу со траен однос да се елиминира и да се надомести со некаков позитивен однос кон сите оние што можат да ни видат од интерес во нашиот економски, во нашиот политички, во нашиот дипломатски развој, во нашето етаблирање во светот на цивилизираните нации, каде што припаѓаме. Господине Мемити, како вие, бидејќи сте амбасадор, како вие би се чувствувале ако се најдете на ваква порака, макар и на социјални мрежи, како што се некролозите? Апсолутно, цело време да боде очи, да боде очи и навистина е да боде очи и навистина е за секаква осуда. Ви сакам да искористам оваа прилика да го осудам овој чин навистина што е вон сите стандарди на не само дипломатско однесување, туку и она основното домашното воспитание отсуствува сигурно кај тој човек или било кој да е тој, не знаеме, што објавува вакви некролози. Оти пред се, ако и по распоредот како што се распореден, мислам дека и тамо нема некоја случајност. Настрана е ставен америчкиот амбасадор, а таа единствена земја, тој е амбасадор на земја која што ни е стратешки партнер, со која што во 2008 година и подпишавме документ, декларација за стратешко партнерство. Сите други амбасадори се амбасадори на земји членки на Европската унија, а ние секогаш во нашите најврвни приоритети и во надворешната политика и во било која влада кога и да дошла, приоритет се евроатлантското интегрирање. А евроатлантското интегрирање е преку создавање на пријателство, пред се реформскиот процес, тоа го ставам на страна, но што треба тука дипломатијата да прави? Дипломатијата е таа што од непријатели треба да ствара пријатели, а не обратното, од пријатели сојузници, од сојузници стратешки партнери. Значи, пријателството постојано треба да го надградува и ние тоа го правиме. Тука би сакал, колку и тоа да изгледа вака многу невкусно црно-бела слика, морам да кажам дека во нашите приватни разговори, поединечно со сите амбасадори со кои се знам лично, со сите, имаме многу добри односи. Верувајте, ова не е некоја така само да биде како, да речем, интересна информација за гледачите, но сите тие амбасадори, тоа што го спомна Дороти, кога се спремаат за да дојдат во Македонија, верувајте ми дека им кажуваат дека одите во едно место кај што ќе уживате. И сега ќе се смени гостопримлив народ, добро место за живење. Сите дипломати кои што службувале во Република Македонија сакале да се вратат, а има многу од нив кои што останале, купиле имоти и сакале да живеат во Република Македонија. И ние треба и понатаму да продолжиме да го градиме овој имидж и надградиме, бидејќи тој имидж и го имаме. Сега, ако ова е еден исклучок, морам да кажам, исклучок од тоа правилото што Република Македонија секогаш е гостопримлива земја. Меѓутоа сакам да ве прашам, извинете што ќе ве прекинам, дали тој договор за стратешко партнерство подразбира дека стратешките партнери навистина треба да се интересираат едни за други и повеќе од ако е само амбасадор, како што рековте вие. Значи дали тој договор значи дека американскиот амбасадор има право, нели, да праша што се случува, зошто се случува, бидејќи дали тоа стратешко партнерство значи да се грижи за еднината на оваа држава, било кој да е представник на Америка. Во меѓународните односи нема некој поголем татко да се грижи за помалото дете. Тука сите се рамноправни. Но стратешкото партнерство, значи заеднички, Република Македонија и САД се помагаат и соработуваат билатерално и мултилатерално во сите сфери од заемен интерес, без да влеземе во деталите или поединечните членовите на таа, колку члена има таа декларација за стратешко партнерство меѓу Република Македонија и САД, но е факт кој што исто така признаено сите наши меѓународни партнери, вклучувајќи ги извештаите од токму истиот State Department, каде се вели дека Република Македонија е reliable partner, значи навистина е партнер на кого може да се наслони во борбата против тероризмот. И тој извештај е од неодамна, сигурно Доровски тоа го има нотирано пред неколку месеци, и успесите кои што ги покажуваме од тој аспект, не само како на терен, туку и во соработката, во споделувањето на информации и заедната поддршка со нашите стратешки партнери. Рафаловски, на оваа листа се најде германската амбасадорка. Во минатото барем ВМРО ДПМН покажуваше и тоа се фалеше практично за тоа дека има добри односи
со Германија и дека сака да биде во пријателски добри односи, да дојде ред сега и германски амбасадор да се најде на оваа листа. Како ова го коментирате? Тие германците се доволно јаки, може да се бранат самите, нема потреба јас да ги бранам. Не, вие само да ми кажете како го коментирате ова, што ВМРО ДПМН од една партија, еве и премиерот Груевски, поранешен лидер на оваа партија, сегашен вака се произнесува. Не зборам дека тој ја ставил на оваа листа, туку со неговиот речник кон евроамбасадорите предизвикал можеби некој да го направи. Видите се вака. Значи, јас не сум специјалист, јас сум обичен, сум бил дипломат, сум бил во политичкиот живот, сум професор, меѓутоа овие слики сега прв пат ги гледам и мене многу чудно тука ми паѓаат боите, знаете. И сега не ми се верува дека некој овие боите така бил толку многу итар или интелектуален да ги смисли од тие. Ето, ова е вака сериозен удар и мислам дека тука има вмешателство на некои други структури кои што по една директна или индиректна линија се во ДПМН. И тука ако погледнете, ова е за мене ја прв пат ги гледам овие и да ви кажам искрено сега кога зирнав, кога Доревски спомна, навистина се запрепастив. И е ова трагично, жалосно и мислам дека не сум многу сигурен дека тоа можело да им текне на некој таму од ДПМН. Мислам дека е сепак ова некоја малку по пред се во боите тука кои што го идентификуваат одредено историско наследство. Се погоди ја да сум во тие бои што има на некрологот, тоа е сосема случајно, само да кажам. Да. Од моја страна. Тие цело време промовираат една античка култура и звездата на Вергина. Може да ја стават тука, ама не ја ставиле. Значи, во секој случај, прашањето, да се вратам на прашањето, тука се ставени сите дипломати кои што се од земјите членки на Европската Унија и тие синхронизирано делуваат. Значи, Европската Унија и Соединетите американски држави се партнери и во глобалниот свет тие делуваат синхронизирано. И основниот проблем или основното прашање кое што нашето општество и нашата држава требаше да си го одговори, дали ние сакаме да ги делиме тие вредности и ако сакаме, тогаш треба искрени да бидеме и да го покажеме тоа. Ние до ден денеска тоа не го покажавме. И ова пливање и лупинзи во политиката пред се што го прават сега, да кажем, ова актуелна политичка гарнитура на ДПМН е само на штета на државата и ја ги уназадува процесите и темпото со кое што ние треба да се приближуваме кон Европската Унија. И пак ќе повторам, тоа се обиди во очај и тие нема да имаат долг временски период. Бидејќи знаете, во политиката, како и во животот, се си има свое време. Време кога ќе дојдете, време кога ќе успевате, време кога ќе се радувате, меѓутоа има време на тага и време кога треба да си заминете. И ако сте доблесен политичар, и ако сте добар политичар, и ако се сметате за добар државник, и ако се сметате за многу одговорен, и ако ја сакате татковината, немате да ги правите овие работи, туку напротив, ќе најдете сила, ќе најдете цврстина, моќ да си заминете. Да кажам дека официјално ВМРО ДПМН ги осуди овие некролози, не ставајќи се во никаква конотација со нив. Меѓутоа, Доревски, она што го направи амбасадорите не побара дополнителна заштита. Ова не ги вознемири дополнително. И реториката која се користеше против нив во оние собири што беа пред Државната изборна комисија и по соопштението на ВМРО ДПМН и по изјавата на Груевски не се смени ништо од безбедносен аспект, барем видливо. Има ли нешто невидливо што може би го прават? Јас не сум сигурен дека не ги вознемири. Сега немам доволно информации и параметри. Предпоставувам дека можеби ако цениме дека не побарале државна интервенција или заштита од надлежниот ресор и по тоа заклучиме дека не ги вознемирило, мислам дека не е соодветно. Лично мислам дека собствените ресурси ќе ги искористат, а мислам дека и амбасадорите ќе барем во
првичниот период ќе променат нешто во начинот на функционирање, движење, експонираност и така натаму, ама тоа треба да се причека и да се види. Американската амбасада се обезбедува и со свое обезбедување и МВР ја покрива амбасадата со обезбедување, како е во другите амбасади? Да, кај нас Американската амбасада и многу ретко се случувало израелската амбасада кога е во посета во Република Македонија, нерезидентниот амбасадор, да користат државно, односно полициско обезбедување. Другите амбасади немале. Мислам дека е тоа и референтно, бидејќи американскиот амбасадор е поекспониран во однос на своите колеги. Мислам дека и таму ќе се сменат некои работи, барем сега во прв догледен период, меѓутоа тоа јавноста нема да го регистрира. Морам да се вратам на нешто што го напомена Рафајловски меѓу редови, кој го рековте одредени структури во партијата ВМРО ДПМН, нели очигледно ја користат таа реторика или сакаат нешто така да користат. Можеби точно не парафразирам, меѓутоа сакам да напоменам дека еве се случува директорот на Државен архив на Македонија јавно да излезе на социјалните мрежи и да каже што има да си каже против одредени представници кои учествуваа во преговорите, зборувам за ВНХ-ите, ние во еден прилог тоа и ќе го видиме. И исто така пред ДИК тој имаше една таква реторика не дипломатска, а да напоменам дека Филип Петровски беше конзул во САД. Се вели еднаш дипломат, секогаш дипломат, или еднаш амбасадор, секогаш амбасадор, токму затоа и ве насловувам сите со амбасадоре. Што заборавил Филип Петровски од онаа едукација и она време во кое се подготвувал да биде дипломат и дека не смеел сега на некој начин ова да го направи? А од друга страна и директор на Државен архив на државна институција. Да, мислам дека го разбрав прашањето. Значи, еднаш дипломат, секој дипломат. Јас сакам да бидам дипломат и во ова. Значи, дипломат што се меша во внатрешна политика малку сгрешил. Има доволно простор во надворешната политика, тој што е дипломат или што се бави со тоа да се искаже своите потенцијали, своите капацитети во надворешната политика. Ние, маливе земји, како што е Македонија и некои други во соседството, некој пат паѓаме во такви афекти емоционални и изливаме нешто повеќе од колку што треба. Дури една земја која е многу етаблирана во меѓународната дипломатија, соседна земја, си дозволи еден министер на таа земја си дозволи да го омаловажи министерот на една голема земја. Но мислам дека затоа се големите земји големи, затоа што знаат да разликуваат инфантилност кај мала земја и потреба некако да се искаже нивната индивидуалност од она што е стратешки интерес. Тие имат изградено на вистина во многу делови од своите односи и внатрешни, и домашни, и со светот, разлика меѓу стратешки и тактички, и моментални. Мислам дека се надевам и длабоко верувам дека Соединетите Американски држави нема баш при срце да го земат ова и да не казнат нас како земја. Но повторувањето на вакви случаи во иднина би било веќе сериозна индикација дека не сме до крај созреале за активен однос во меѓународната заедница. Тоа е најголемиот минус што можеме да го добиеме. Индивидуално секој ќе си извлече заклучок за себе си. Амбасадоре Мемети, кога директори на државни институции се мешаат во дипломатијата или влијаат директно на можеби на некои односи, дали може МНР, владата, доколку има волја или некој начин да се најде да тоа да се спречи? Јас не верувам дека секој директор на државен институт, дека секој представник на МНР, дека секој представник на владата ја поддржува таа изјава или таа политика што одредени поединци ќе ја кажат, но за жал се памтат лошите работи на сметка на добрите. Да, тоа е факт, не е само за ова, генерално во животот само лошите работи повеќето се памтат. Ја не би сакал да ја сведам ова дискусија на едно ниво, да коментирам некои статуси на Facebook или не знам на Twitter на одредени личности, па макар и тие да се директори моментално по сплетна околности на некоја државна институција или некоја приватна фондација. Пред се
ќе се навратам на првото, тоа што го кажа амбасадор Тодорчевски. Еднаш дипломат, секогаш дипломат. И секој човек, не само секој дипломат, со неговите настапи праќа пораки. Дури и наједноставно и во сообраќајот, ако несовесно се однесува некој наш возач, а пред него има кола со дипломатски таблички и тука праќа погрешна порака. Дури наједноставно да почнеме од ова, камо ли понатаму. Така што мислам дека све што ќе кажеме понатаму околу ова е сувишно. Ние како МНР и како дипломати и поранешни во дипломатијата и во безбедноста нема поранешни. Секогаш истото останува. И секогаш треба да продолжиме во тој ист дух да ги градиме и надградиме тие односи, тие пријателски односи. Бидете убедени дека како МНР секогаш кога ќе увидиме вакви ситуации кои што директно или индиректно може да влијаат во нашите не во односите, туку едноставно утре доаѓа тој амбасадор, треба да го примиш на разговор, кафе разговор и ќе се чувствуваш непријатно према него додека он или она не каже нешто така неформално за да ја направи да ја опушти атмосферата. Така што ние како МНР тоа го правиме, но ние не сме орган кој што ќе интервенира во слободата на изразување или во Facebook профилите на одредени личности и така натаму. Така што добре, јас прашав за човек кој бил конзул, сега би бил на некој начин колега своевремено. Па бил, ја не сум го затекнал, јас сум во МНР од 2001-2002 година, тој не се сеќавам на него во Министерството за надворешни работи, но за тие што моментално ги знам и како што и амбасадор Тодорчевски од кого имам навистина доста учено, имав прилика да учам и од него, така што навистина научивме многу добри работи и продолжуваме ние со тоа. Сега, исклучоци секогаш ќе има, не само овде, тоа го кажа амбасадор Тодорчевски, има и во други земји, има и во Америка, има и во Европа, сегде исклучоци ќе постојат, но ние да се вратиме на тоа основното, на тоа што наназад 25 години државно тие односи кои што ги градиме со тие земји и се уште има земји со кои воспоставуваме дипломатски односи. Со над 180 земји имаме воспоставени дипломатски односи кои не признале како држава и ние продолжуваме и понатаму да ги надградиме тие односи, како што е и мојот случај за прв пат во историјата на МНР. Тоа не е ново во дипломатијата, не резидентен амбасадор, го спомнавте израелскиот амбасадор и он е директор за Балкан и амбасадор не резидентен. Ние се обидуваме да достигнеме и до тие земји, до тие региони кај што навистина имаме интереси да соработуваме, но мала земја, ограничени финансиски можности, не можеме да бидеме сегде дипломатски присутни. Значи, даваме се од себе, дури цената си ја плаќаме ние, како да кажеме, останувајќи далеко од семејството, повеќе часови работа и така натаму. Можеби тоа звучи убаво директор, амбасадор, но во пракса е малку поинаку. Зошто тоа го правиме? Да, тоа е многу задоволство. Правиме за да градиме мостови ни пред во рете, да, само да не се случуваат некој ваков тип на инциденти. Рафаеловски, само пред паузата за реклами морам да ве прашам, не случајно го дадов примерот со Филип Петровски кој беше конзул, а сега дојде ред преку социјалните мрежи да порачува на одредени представници, критики и слично или да зборува така. Што се смени? Кои се тие луѓе во таа партија кои што влечат кон вакви деструктивни, како да кажам, изјави во однос на дипломатијата? Видите вака, значи, се не би коментирал јас таа партија. Јас се фатив за таа реченица сега, да објасните. Ова вие што го кажувате, за мене е посуштествено и поважно е да ние зборуваме она што го мислиме, а не да зборуваме едно, а да мислиме друго. И тоа е многу опасно кај дипломатите, кога зборуваат едно, а мислат друго. И тогаш таа е една ситуација во која што не може да носи прогрес и ситуација која што на извршната политика многу може да и штети. Вие дадовте еден пример со едно име, ја во принцип не спомењам имиња, меѓутоа тој пример е многу неважен пример. Ние во нашата опкружување, во нашата држава имаме многу појаки примери на поранешни министри за надворешни работи, амбасадори, кои што прават многу посериозни проблеми отколку што овој пример вие што го наведовте, значи кои што ротираат и кои што превртуваат од една политичка опција во друга, која што прават лупинг и промовираат две спротиставени надворешно политички идеи и се однесува за луѓе, значи за карактери, физиономии кои што завземале високи државни функции, значи министри за надворешни работи во една
во една влада или во една влада, меѓутоа биле представници дипломати во друга влада, па прават лупинзи од една идеологија кон друга, и тоа и се работи за сериозни личности кои што се вмешани во многу посериозни структури отколку овој пример вие што го наведовте. И тоа е она што мене лично ме загрижува и се надевам, значи искрено се надевам и верувам дека конечно Македонија после овие 25 години со една ваква промена која што е на повидок, нели, ќе може да ги научи лекциите од минатото. Дуревски, само блиц прашање. За Македонија, обично во време на криза, знаеше да има некоја негативна риторика кон одредени меѓународни представници, не во вакви услови, да кажам, мирнодопски. Ова како најава на она што ми следува по рекламите. Па ние, да, имаме искуство со, да кажам, зајакнување на еден негативен вербален интензитет према амбасадорите во периоди на подинамични периоди, кога што беше, да речем, и конфликтот од 2001 година. Тогаш исто имаше осуда, па дури на еден амбасадор му беше откажано прекината мисијата, да кажем, во Република Македонија. Не сме имале други, барем јас не се сеќавам во овие 25 години. Освен палењето на американската амбасада за време на нападите на НАТО. Во конфликтен период, да. Пауза за реклами и останете со топ тема на ваша страна. Разговорот продолжува веднаш по рекламите. Еве ја начнавме темата дали во историјата на Македонија постоело говор на омраза или некои конкретни и директни напади на амбасадори или на амбасади. Веќе споменавме дека одреден представник бил протеран, во 90-тите имаше напад директно на американската амбасада. Како тоа беше низ историјата од прилогот на мојот колега Манасиев? Остри пораки и препукување на Facebook и Twitter, ракување и насмевки пред камери. Од ладно кон топло и обратно. Вака се одвиваат односите меѓу политичките лидери и дел од амбасадорите и странските представници во земјава. Владеачките структури секогаш декларативно се залагале дека Македонија се движи на патот кон ЕУ и НАТО, но истовремено многу од постапките укажуваат дека земјата скршнува од овој правец. Доказ за тоа се и последните политички случувања, по кои ракавиците и на двете страни веќе се извадени. Острите пораки наместо во завиена форма и за затворени врати почнаа да се кажуваат директно пред јавноста. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Остануваме отворени за комуникација со сите амбасадори и представници на други држави, но некои амбасадори кои почнаа премногу да се мешаат во нашата внатрешна политика мора да престанат да го прават тоа. Ваквата реторика на Груевски ги затегна односите со меѓународната заедница, но го запали огнот на ксенофобијата во земјава. На социјалните мрежи се појавија некролози со ликовите на дел од амбасадорите, а на Facebook и Twitter има и лјадници коментари кои со многу повулгарен речник го кажуваат она што лидерот на ВМРО-ДПМН им го порача на странците. Некролозите сигурно дека нема да ги погребаат односите со дипломатите, но секако се лош предзнак за тоа како тонот на политичката реторика ја оддалечува земјата од меѓународните фактори. Груевски веќе има изградено дебело досие на тивка војна со странците. Доцнењето како негов заштитен знак, избегнувањето и откажувањето на средби и преписките преку соопштенија се само мал дел од проблемот. Затегнувањето на односите трае подолго време. По објавените бомби, евроамбасадорот Иво Ораф лани поднесе протестна нота по информациите дека амбасадорите биле прислушкувани. Особено тезнично беше преди по постигнувањето на договорот од Пржино, кога посредникот Ван Хауте се закани дека Македонија ќе се соочи со меѓународни санкции и изолација, а најверојатно ќе ја загуби препораката за почнување преговори за членство во ЕУ, ако не се испочитуваат роковите од политичкиот договор. На ваквите критики власта не остануваше никогаш должна и често знаеше да одговори со контракритики. Најлошо досега сепак помина евроамбасадорот Ерван Фуере,
кој поради неговата отворена критика кон владата на Груевски беше постојана мета на вербални напади. Слична состојба на заострени односи со меѓународните представници имаше и во периодот кога Љупчо Ѓорѓиевски беше премиер на земјава. Неговата остра критика кон странците не ја изолираше само Македонија од меѓународните односи, туку лично и тој на свој грб ги осети санкциите. Сад му ја укина визата, пошто тој не можеше да патува во оваа земја. Според него, ваквиот заострен однос со странците е грешка од која треба да се учи. Зошто секоја генерација треба да се учи одново на грешките? Зошто некојаш грешките не ги научиме од историјата? А за жал ние тешко ги учиме грешките не само од старата историја, туку и од поновата историја. Не ги учиме и очигледно ги повтараме, а на крајот повторно Македонија е таа која ја плаќа финалната сметка. Еве, Љупчо Ѓорѓиевски беше директно оној на кој што му беше укината виза за американската амбасада како политичар, меѓутоа доблесно е амбасадорот Тодорчевски некој да си ја признае грешката. Овој прилог видовме дека на некој начин призна дека сгрешил, па треба да се учат можеби на неговата грешка. Тоа не е омилено кај политичарите да си ги признаваат грешките и слично. Меѓутоа за дипломатијата колку е тоа пожелно? Да, ама политичарите што се итри и паметни, знаат да направат поправка на својата грешка, а да не мора да бидат посрамотени. Значи, тука има начин како може некој да излезе од, да признае дека бил во заблуда за некоја работа, но со многу други потези да докаже дека е подготвен да оди понатаму по патот кој се очекува од него да го помине. И мислам дека тоа ќе се случува и кај нас. Не мора да бидат индивидуално сите луѓе да се посипат со пепел, но некои од нив ќе сватат дека не мора да ја повторат грешката што ја направиле. И ќе го направат тоа што треба. Ќе се повлечат и ќе направат чекор напред со тоа што ќе отворат простори за други да дојдат. Значи, не сум многу песимист, луѓето си сакат, што се веќе на власт, сакат да останат и се подготвени да прават некакви компромиси. Во основа се рационални. Тие што не се рационални страдаат и во семејството, страдаат и во кариерата, страдаат и економски. Тоа е животот, ние најмалку можеме со дипломатија да го промениме животот. Амбасадор Рафајловски еве пример каде што рековме дека се случи во време на криза, ова што се случуваше со Ѓорѓиевски и неговиот однос кон одредени дипломати. Сега не сме во криза, кризата сами си ја направивме практично внатрешно политичка. Верувате ли во отстапки од една ваква риторика или е све со времен карактер, инстант формулација и речник за да се добие повеќе популизам и гласови? Видите се, јас тоа е многу комплексно прашање и многу директно прашање. Јас не можам да влезам во психата или во мислите на одреден политичар, едејќи пред се ние сме човечки битија и ние имаме свој карактер и на база на тој карактер и на база на компетенциите кои што ги стекнуваме во текот на својот живот, можеме да делуваме во нашата околина и на тој начин ќе бидеме оценети како позитивно или негативно оценети. По суштина, видите, значи, е многу важно. Добро, ова го поставиш како популизам, дали се прави и се лов на гласови, знаете сега нема каков лов на гласови, за значи изборите завршија, така. Да, значи, тоа изборите не заврши агонијата, за жал. Видите, не е ова агонија, значи ова е еден процес. И Македонија е тажна земја. Ние тераме низ еден процес 25 години и ако го погледнете ситуацијата на Балканот, постојат само две држави кои што кои што силно седат на одредени позиции, кои што се вон тие евроатлантски структури. И Македонија 25 години ние имаме независност, меѓутоа во тие 25 години, значи полека чекор по чекор одиме напред, меѓутоа темпото е многу споро и ќе треба уште време, знаете. Ќе треба уште време и историјата тоа го кажува. Значи ние не можеме
да прескокнеме некои епизоди од развојот кои што го имале соседните држави, како Грција, како Бугарија, па дури и како Албанија, и да речеме да, ние ги скокнавме тие епизоди и сега ќе застанеме рамо до рамо и ќе бидеме рамноправна членка на Европската унија или на НАТО, како што да кажеме Бугарија или како што е Хрватска. Значи тоа веројатно ќе треба време и многу важно е да разбереме дека политиката е од ограничен век на траење и дека многу важно и тоа е на примерот на Германија после Втората светска војна еклатантен пример, покајувањето и уважувањето на сопствените грешки од една страна и од друга страна силата која што треба да имаат новите генерации да допринесат кон едно, да кажеме, опростување. Значи, едната димензија е покојувањето на одредена структура која била, која владеела и која е на заминување, и сосема друга димензија е опростувањето и моќта на опростувањето на генерацијата која што доаѓа. И тоа е еден циклус кој што се повторува. И доколку ние го научиме тој циклус и го спроведуваме во пракса, верујте ни дека многу брзо ќе се развиеме. Дуревски, неизбежно прашање, се погоди така, не сакам навистина во оваа емисија да доминираат овие некролозиви, ќе ги смениме затоа што ќе разговараме за она што се случуваше во светот, односно со убиството на рускиот амбасадор и она што се случи во Берлин. Меѓутоа се случија на ден кога беше убиен амбасадор во Анкара. Може тоа е и чиста случајност и многу невкусно на крај заврши сето тоа кога во истиот ден имаше и убиство на амбасадора во Анкара. Навистина горчлива работа. Јас не би повлекол некоја паралела меѓу овие два настана. Мислам дека анкарскиот атентат е исклучително добро димензиониран политички, во наводници добро димензиониран, политички потез кој треба да рефлектира на односите што во моментот се случуваат во Турција и во поширокиот регион, додека овдека имаме една сосема друга ситуација, значи постизборен период кој треба да резултира со формирање на нова влада и начинот на кој таа ќе биде, мислам дека сите овие ситни, но непријатни елементи баш се некако директно поврзани со ова што треба да, што ни предстои во овој краток следен период. Господин Мемети, Македонија е многу мала за да се најде на некоја светска геостратегичка, можеби, мапа. Ова реков дека можеби е случајност, но може ли е подметнување, да речеме, во исти ден се случи? Не верувам дека никој воопшто знаел за атентатот, апсолутно го исклучувам. Освен тие што го организирале. Вака, сега како директор на Институтот за геостратешки истражувања, заедно со мојот тим веќе од почетокот на 2014 година, многу будно ги следиме и истражуваме тие збиднувања на Блискиот Исток. Секако дека се тоа што се случува, вклучувајќи го и атентатот, е поврзано со тектонските поместувања во геополитиката, во насока на воспоставување на новиот светски пореток. Пред да продолжам понатаму, би сакал да нагасам дека согласно повелбата на Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика, нашите истражувања и нашите трудови и анализи што ги правиме не секогаш треба да бидат во согласно со официјалните политики. Што сето тоа што ќе го кажеме, ќе се значи може да содействува со официјалната политика, но пред се е во рамките на едно објективно истражување и анализа на тоа што се случува. Видите, вие начнавте едно многу важно прашање. Дали Македонија? Јас не би рекол Македонија, туку би се навратил во геополитиката и стратезите кои што ги третираат овие прашања. Сега во случајот имаме два региона. Тоа е регионот на Блиски Исток и Северна Африка, или познато Middle East and North Africa, кратенка MENA, и регионот на Југоисточна Европа и тоа Западен Балкан. Сите се прашуваат и вака навидум на мапа се гледа дека се многу далечени едни од други. Во теориите, во тие анализи и студии кога се проанализираат случувањата во овие два региона, многу често ги третираат како geopolitical twins,
како геополитички близнаци. Зошто? Поради неколку причини. Една од тие причини дека и двата региона произлегуваат како региони и земји во различни формулации, нели се менуваат граници, земји и така натаму, но се како региони кои што излегуваат од распадот на поранешната Отоманска империја. Тоа е едно, сличност е од тука. Второто, а тоа се многу блиски, значи тоа била една држава. Второто е дека во овие два региона се студираат интересите на истите сили кои што се актери и главни чинители во воспоставувањето на светскиот поредок. Факт е дека моментално сите наши колеги од институти во Европа и во светот велат дека ова е период на светски непоредок. Со новиот поредок уште не е ставен на тие стабилни, да кажем, постулати и сите овие актери, тука е историјата, бидејќи кога зборуваме за геополитика, тука има географија и историја. Географијата и историјата ја детерминираат и геополитиката. И сите овие актери кои што во минатото биле или пак останале надвор од играта, сите се обидуваат да се наметнат во таа игра и токму затоа се случуваат тие така наречени прокси војни на Блискиот Исток, кои што на крајот ќе заземат една форма што поголемите сили и регионалните играчи сакаат да се имат свој глас. Факт е дека Република Турција е една многу важна земја и таа е регионален стратешки партнер на Република Македонија, но во тој регион таа е последна врата на НАТО, од каде што почнува после таа граница почнува турбулентниот регион на Блискиот Исток. Република Турција пред 100 години го немаше овој луксус за да биде на масата каде се одлучила за тој Блиски Исток, бидејќи таа империја беше во распаѓање. Но сега имаме една економија во подем, искористувајќи тие можности кои што ги дава ова економска моќ и воена моќ, каде што Турција доста е унапредена и во делот на војната индустрија, таа во соработка со стратешките партнери со САД, таа веќе директно со своја војска влезе во голем дел. Меѓутоа, кога сме кај стратешкото партнерство, како да се сменија работите, еве ќе дискутираме, амбасадоре Тодорчевски, според вас зошто токму Анкара требаше да се има посета или на представници високи на Турција, повторно во Русија, се подобри односите помеѓу Путин и Ердоган. Амбасадорот руски не случајно е, верувам, убиен во Анкара, можел руски амбасадор да убиене во било која друга земја, меѓутоа тие одбра Анкара. Да, за жал би било многу неблагодарно сега да повлечеме директна врска меѓу тие два настана и со нешто да ги докажеме. Мислам, има право амбасадорот Абдулкадер, ние сега влегуваме во процес на размислување на стратешки ниво и имаме инструмент за тоа е институцијата. За мене ова што се случува е израз повеќе на два големи факта, две големи промени. Подолго време Русија, односно Руската Федерација, не беше на меѓународната сцена. Значи, во времето на Елцин, таа се одржуваше, се бореше со наследството на Горбачов и на претходната гарнитура. Последниве години Русија влегува на меѓународната сцена, а за жал влегува и воено. Во исто време се случува ова за што Абдулкадер со право укажува, Турција станува во регионот една многу важна сила. И наша среќа можеби е точно тоа што се случува сега, се случува во време во кое двете страни, и Турција и Русија, покажаа готовност да ги усогласат своите односи. И реакцијата на дури на председателот Путин е изразено помирлива на таков предизвик. Еден руски председател, односно еден шеф на една голема сила, можеше да направи некоја по-радикална или по-екстремна реакција. Тоа ми дава надеж дека тој процес, а и исто така и председателот Ердоган кажа дека станува збор за и така натаму. Да, ти рекол дека односите ќе продолжат, меѓутоа кому му пречи тој однос?
Видете, вака сега пред се извинувам амбасадоре. Ја за да има динамика никош мора ми конкретно на конкретниот суд би сакал прво да го осудам овој грозоморен чин и да ги упатиме нашите изрази на сочувство до колегите дипломати и до семејството на амбасадорот. Во амбасадата на Руската Федерација отворена е на жалост, многу наши колеги отидоа. И еве една прилика и јавно да го изразиме нашето сочувство, сепак се колеги, кога рековме како се чувствувам. Ова не е баш најблагодарно чувство на еден амбасадор да биде присутен во некој турбулентен регион и да се случи тоа што се случи. Одговорноста за овој напад јавно веќе ја презема Џабхата Нусра, односно една фракција од Џабхата Нусра, тоа мислам дека се работи за Џабхата Ал-Ахрар, така нешто, сепак се работи за терористичка организација која што ја презема одговорноста за овој напад и тука мислам дека нема некој простор за некои конспиративни теории кои стои позади ова, како стои, иако се уште е рано. Тука ќе се изразам како во кинеската филозофија и дипломатија, кога ги прашуваат за француската револуција, it's too early to say, вика, многу е рано нешто да се каже. И јас се уште е многу рано да се каже, но е факт една добра околност тоа што го кажа поврзано со нашиот регион. Ние можеме помирно да спиеме, видејќи ваква една случка се случува во моментот кога односите меѓу Анкара и Москва веќе се во една нагорна линија и не само тоа, туку во Москва имаше состанок на министрите за надворешни работи на Турција, Русија и Иран за решавањето на проблемот во Сирија. Очигледно некому му пречало тоа што се подобруваат односите. Дуревски од безбедносен аспект е интересно, веројатно и ќе го има и во книги се тоа што се случи со амбасадорот, затоа што атентаторот е дел од обезбедувањето на Ердоган. Значи бил човекот доверба за да се најде на тоа место во тоа време позади грбот на рускиот амбасадор. Да, колку што можеше да се прочита од медиумиве, не само што бил дел од обезбедувањето на Ердоган, него и таа вечер бил доделен во обезбедувањето на амбасадорот кој имал јавен настап, односно некаков вид на промоција. Одека е интересно, јас имам малце поинакво мислење од затоа и дебата, амбасадорот. Ова е еден типичен, модерен, политички, архитектонско дизајниран атентат, кој овдека воопшто, кој што рековте, не е битна жртвата, него битен е импактот кој треба да се случи и да влие на настаните поширок. Значи, овие безбедносни инциденти од повисок интензитет некако цело време, би рекол, пратат една проектирана нестабилност во целиот тој регион. И прво се случи соборувањето на рускиот авион, пошто дојде до една многу остра реторика меѓу Русија и Турција. Подоцна односите со посетата на Ердоган на средбата меѓу Ердоган и Путин во Санкт Петерсбург дојде до затоплување. И сега видите што имаме. Порано се велеше дека војната е концентриран израз на политиката, а политиката е концентриран израз на економијата. Од сите тие работи настрада клучен удар беше врз руско-турската економија и таа се сведува на извоз на газ и туризам во Турција, додека Турција возвраќа со земјоделски производи и прехранбени така натаму. После авионот и после сите тие непријатни, да кажам, дипломатски настани, дојде до замрзнување, дојде до блокирање, стопиран беше гасот. И така натаму, и за одмрзнувањето на политичките односи, токму тоа и значеше враќање на економските релации. И сега повторно дојде во игра гасоводот и така натаму, и повторно имаме безбедносен инцидент. Добро е што овдека и двете страни проникна и точно потенцираа дека тој што сака да ги наруши односите, не дека и тој што сакал да ги наруши односите не му е јасно дека ќе биде проникнато, меѓутоа дека се игра на картата на јавното мнение и притисокот што јавноста треба да го направи врз собствените влади да ги наруши односите. Да, меѓутоа пораката беше Алепо и Сирија, значи атентаторот. Да, меѓутоа
во име на тоа дека го Исто така прави. амбасадорот, истиот амбасадор бил вклучен Директно во бил преговорите вклучен, да. со бунтовниците во Алепо. Значи тоа Некому му пречело и бил човекот на мирот. улогата. Значи при крај, значи веќе се почна да се оформува таа некоја, да кажам, нова мапа, сепак унитарноста на Сирија, туку нова мапа на политички влијанија и како тоа да се стабилизира во еднина. Секако дека тоа не е случајно, не би рекол дека е случајно, но тие што се главно еден дел од бунтовниците во Алепо беа токму исто така и од Нусра. Така што тие се и најоштетените. И он полицајецов настапил како еден од нив. И сепак е рано, нели сега среќна околност е дека и Ердоган и Путин се согласиле истрагата да ја водат заеднички тимови. Тоа е многу добро. Како ќе се рефлектира на она што се случува во Алепо и во Сирија ова? Тоа нема моментално нема застој, дури сите тројца министри без никаков проблем се согласите на финалното комунике од тој состанок. Дури има следен чекор кој што е договорен. Тоа е на иницијатива на председателот на Казахстан Нурсултан Назарбаев, бунтовниците од Сирија, нели, и опозицијата да ги почнат првите неформални средби со турско-руско посредништво во Казахстан во Астана. Значи следи и таа фаза, а исто така скоро во Анталија имаше стратешки, ние ги викаме политички консултации, тие ги викаат стратешки консултации на повисоко ниво меѓу Русија и Турција, каде се договорени три главни работи. Турскиот тек, кој што ни е познат, градење на нуклеарни централи и ова третото, апропо економијата, формирање на заедничко турски-руски фонд за инвестиции во трети пазари. Така што тоа многу ќе менува и во геополитиката и во поставувањето на новите рамнотежи во тој регион. Може ли на кратко Дуревски, како може да не се насети кај полицаецот дека е инфилтриран во некоја терористичка организација, да биде толку близко до жртвата и да биде толку близко дури до Ердоган, а самиот Ердоган и неговата влада кажа дека тој бил човек на неговиот најголем непријател. Кој е во Азија во Асад? Secret Service, например, е најмоќната безбедносна служба што го штити американскиот председател. И таму во првата лекција се напоменува дека 100% безбедност не постои. И дека не само сите што работат во тој дел, него и дипломатите и VIP личностите кои се под заштита, истото им се соопштува дека апсолутно и 100% безбедност не постои. Овдека скоро овака како што е концепиран атентатот е, мислам дека и не постои начин да биде превениран. Во овој атентат мене една друга работа малце ме збунува. Имено само во 30% од атентатите се знае атентаторот, а само во 10% од атентатите атентаторот е веднаш ликвидиран и на тој начин се прекинува врската помеѓу извршителот и инспираторот. Да, тука беше прашањето зашто не е неутрализиран, туку беше убиен веднаш. Точно тоа. И а кога се во прашање атентатите, знам од искуство дека скоро никогаш не е онака како што навидом и воочливо делува да биде така. И кога се случи овој атентат, ме потсети многу на еден атентат идентичен, да не речам, кој се одигрува во хотел Палас, атентатот врз американски председателски кандидат Роберт Кенеди, убиен исто така во сред хотелот, во сред сала со 8 куршуми, кои атентаторот Сирхан ги спалува за 40 секунди. Атентаторот е веднаш фатен, осуден и затворен. За после 6-7 години во една реконструкција се јасно да се примети дека атентаторот пука со револвер кој има 6 куршуми и во телото на атентатираниот, односно на кандидатот Кенеди, се наоѓаат 3 различни видови на калибри. А сето тоа како и сега се случува пред видливо. Да, допрва ќе видиме истрагите што ќе покажат Дуревски. Навистина ќе биде се уште за анализа. Тема што ќе оди. Пауза за реклами и одиме во завршница на оваа дебата.
И многу кусо време имаме до крајот на емисијата, уште 5 минути. Амбасадор Рафаиловски, и Германија беше таргет на терористички напад. За жал немаме доволно време за да дискутираме за сето тоа. Каде што земја која ги прими азилантите, Меркел водеше политика против себе на некој начин. Како ова го коментирате и сметате ли дека навистина нема безбедно место за жал во светот? Че видите вака, Меркел не водеше политика против себе и Меркел е една од подобрите политичари во последно време на денешницата во светот. Точно дека таа е можеби по некој предолго на власт, меѓутоа се работи за еден политичар со сериозни, со високо искристализирани демократски чувства. Така да, ова што се случи во Германија, на жалост, многу години наназад се очекуваше, се стравуваше дека ќе се случи поради многу терористички напади кои што беа во околните држави. И на жалост се случува тоа и денеска во Германија. Човекот, полјакот кој што го возела камионот е утепан. Се трага по оној кој го направи терористичкиот чин? Што е терористичкиот чин. Германија се наоѓа во една состојба на општо граѓанска жалост и тие искрено жалат. Државните функционери, високите државни представници на ЦСУ, на ЦДУ, министерот за надворешни работи и така натака, во своите изјави спомнуваат дека тероризмот не познава граници, дека е време каде што треба да се молат и дека молитвата исто така многу може да помогне на решавањето на одредени состојби. Многу е важно да ние ги перцепираме тие вредности во западните демократии, во Германија и во Америка и сегде, особено она што сега се случува, тоа е на црквата на Кудам, на Курфюрштенденштрасе, каде што Геденкнискирхе се вика, каде што вчера се одржа заедничка комеморативна средба и молитвена средба на еврејската заедница и на муслиманската заедница. И значи они се обидуваат со една хармонизација и со стимулирањето на етничките заедници да најдат едно средство за помирување на таа ситуација, меѓутоа паралелно на тоа работи и политиката и опозицијата. Значи има многу проблеми во Германија и сега е веројатно ќе оди натака да луѓето кои што беа поддржувачи на Пегида и луѓето кои што се во партијата Алтернатива за Германија, та господјата Петри, веројатно и бидејќи се тие, како што викаат германците, во фомаш, ќе добиваат веројатно уште повеќе приврзаници, бидејќи од една страна германците имаат трпение, имаат толеранција и чекорот, првиот чекор на приемот на бегалците беше високо христијански чекор, бидејќи сиромавиот, ако ви тропне на вратата, вие што треба да му дадете? Треба да му отворите како вистински христијанин и да му дадете леп. Меѓутоа, општо е сознанието дека понатамошните чекори беа малку несинхронизирани и многу спори и тоа е де факто главната критика која што оди на Меркел, бидејќи администрацијата не успеа навремено да ги обработи сите тие барања за азил и за престој и така натака. И мислам дека согласно и она што се случува во Соединетите Американски држави, каде што новиот председател сега доаѓа од една структура која не е од Стејт департментот, него се смета за една малку структура која што е можеби по-цврста во своите централно десни ставови, ќе има одредена рефлексија и во Германија. Обичниот народ е загрижен, меѓутоа од друга страна позициите според мислењето на многу аналитичари на Меркел се малку послаби, меѓутоа тоа не значи дека таа ќе се откаже од мандатот за четврт пат да биде канцелар. За кандидат. Јас се извинувам што ова емисијата завршува и навистина ми беше драго што сите дојавте за да одговориме на некои прашања. За жал, морам да напоменам, Македонија заглавена во внатрешната политика, заглавена во оваа политичка агонија, како што јас ја нареков, и толку што се занимаваме сами со себе, не можеме да ги отвориме и до крај разјасниме овие глобални прашања за тероризам, за односите на Блискиот Исток, за меѓународната дипломатија. Се надевам дека ова време ќе заврши и дека следниот пат кога ќе ве поканам на емисија ќе бидеме дел од светот. А тоа значи ќе расправаме за некои други теми и за големи случувања во светот што се
се надевам, сигурен сум дека некој од нашите гледачи вели, па видите, ние ја средивме работата внатре, па ќе разговараме за нешто глобално, но факт е дека треба да се размислува и да се знае многу добро што се случува глобално, да правилно после можеме да действуваме локално. Секогаш таа нели мотото размислува и глобално, делува и локално. Се надевам дека ќе биде така. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Телма. Телма вечерва слави 20 години од низиното постоење.